А ние нормално како поединци не можеме за цела фела се да лепиме генерализации, меѓутоа ние сме соучесници во она што ни се случува, затоа што е факт дека добар дел од академската фела учествувал во транзицијата од нејзиниот почеток па до ден денешен. Така што ние тука не можеме се испереме од нашата одговорност. Од друга страна, и добар дел од академската фела молчи. Преферира да живее во кулата од слонова коска, да си ужива во својата комфортна позиција, да не се впушта во дебатирање. Зошто? Затоа што оној момент кога вие како јавен интелектуалец, не само како професор, туку и како јавен интелектуалец, почувствувате потреба да изразите став, тогаш бивате предмет на лов на вештерки, на стигматизација и така натаму. Оваа трибина јас така ја разбирам. Фактички, одговорот или потребата на неколку стотини луѓе, стана и илјадници патем, да кажат нешто, во момент кога политичките елити, поддржани дури со универзитетски професори, порачаа, вие е подобро да молчите. Ова е критичен момент за Република Македонија, за процесот за решавање на името. Молчете, не бранувајте и немојте да го расипете процесот. Ние тука почувствувавме потреба да се бунтуваме на извесен начин и да речеме вие одлучувате во наше име и одлучувате за нас и ни должите во најмала рака транспарентност. Ако зборуваме за тековниот процес на така наречено решавање на проблемот со името, тогаш ако одговорот е промена на името, тогаш станува збор за многу погрешно прашање. Значи, на такво прашање не можете да дадете рационален одговор, освен да прифатите, да преговарате за себе и за она што сте и како себе се перцепирате и всушност и како сте успеале преку вашата академска работа, стручна работа, било каква наша активност во комуникациите со другите, да се наметнеме, да се докажеме, да се афирмираме. Ние сме веќе афирмирани, ние сме веќе потврдени, ние веќе објавуваме, ако сакате, и статии со импакт фактор, меѓутоа, за жал, ние немаме фактор на влијание во сопствената држава. И дури ако и направиме одредено влијание и разбрануваме, не третираат како непријатели, државни непријатели или назадни антизападни елементи и слично. Јас мислам дека во вакви времења не можеме да молчиме. Точно е дека Грција можеби има проблем со нас, па не знам, Европската Унија, па НАТО. Меѓутоа, јас мислам дека ние имаме проблем сами со себе. И ако од тука не почнеме, и во однос на она што се викаат реформи, демократија и европеизација и што сакате, мораме да почнеме од самите со себе. Меѓутоа, како тече времето и она теза дека ние треба да разговараме со нашиот сосед, се претвори не само во преговарање, туку замислете сега ароганцијата на сегашните преговарачи да ја и отфрлат услугата на Метју Немец, па директно во тет-а-тет средби или не знам какви формати, да зборуваат во наше име, а при тоа да немаме никаква информација за тоа. Во целиот овој период зборуваме дека Република Македонија се менува, се европеизира, се приближува кон стандардите на НАТО, на Европската Унија и така натаму. Ние како тече времето и како треба да се приближуваме до НАТО и до ЕУ, стануваме се по-инфантилни, се по-слаби како држава и се помалку всушност одговараме на она што треба да биде лика и прилика на европска држава или барем онака како што тие го представуваат идеалот. Затоа што ниту една држава која е зрела, која има јасни параметри на својата домашна и надворешна политика, не би се однесувала вака поданички, како што тоа го прави нашата држава. И тука не ми е гајле, не е седно ми е кој е на власт, персонално или идеолошки, туку зборуваме од аспект на тоа како државата се менаџира.